Ова е прв значаен и голем успех на новото раководство на ВМРО-ДПМНЕ на меѓународен план, на кој што работевме во изминатите месец и пол-два, колку што функционираме. Центристичката демократска интернационала е светска мрежа на конзервативни центар десни и народни партии, во која што членуваат политички партии од Европа, Азија, Африка и Америка. Дел од оваа политичка структура се најголемите конзервативни политички партии, например, од Канада, од Соединетите американски држави, Републиканската партија, Латинска Америка, целата структура на Европската народна партија од Европа и така натака. Се работи за многу значајна организација, во која што, например, во председателството, односно председател и подпредседатели се исклучително влијателни личности, актуелни председатели и премиери или поранешни председатели и премиери. За ВМРО-ДПМНЕ значи можност плюс да ги представи своите политики, концепти, визии и она што го работи, а за Република Македонија е уште еден глас дополнително во насока на поддршката која што ние даваме, без разлика што сме опозиција, за држава да зачекори побрзо кон евроатлантските интеграции и да стане членка на НАТО и на Европската унија. Така што се надевам дека ќе го искористиме правилно и позитивно членството во Центристичката демократска интернационала и уште еднаш да изразам задоволство затоа што ова представува силен ветер во грб за новото раководство на ВМРО-ДПМНЕ и потврда дека сме на правиот пат. Интересен податок е што влеговте во ова алијанса под името Македонија, значи таму сме примени под нашето уставно име, во период кога, да кажеме, во тек се разговори, преговори за промена на нашето уставно име. Вие како партија постојано велите дека не сте вклучени директно во процесот на преговори. Деновиве слушаме, не само деновиве, изминатиот период оптимистички најави од страна на владата која што преговара дека сме пред решение. Како гледате вие на овој цел процес? Па ние во било какво решение сме против промена на уставот, што значи и против промена на уставното име. Тоа е еден од принципите заради кои што стои ВМРО-ДПМНЕ. Владата се обида да покаже транспарентност во изминатиот период, но само на зборови, не на дело. Со исклучок на една средба која што имавме, која што повеќе беше од формален карактер, ние немаме никакви информации за тоа како се одвива процесот и која е динамиката на процесот. Тоа е избор на владата. Тие решиле така да прават. Ние можеме тоа само да го критикуваме и го правиме во моментот, но одговорноста е кај нив. Тие се тие кои што носат одговорност за процесот и ако решиле да го тераат сами, а очигледно решиле да го тераат сами, тогаш треба да се спремни да понесат целата одговорност во овој процес. За жал од она што можеме да го видиме во медиумите, особено грчките медиуми, не стигаат позитивни сигнали и вести. Ќе видиме како ќе оди целата работа, но наша силна заложба и она што ќе го правиме во следниот период е да ја притискаме владата да биде многу одговорна во овој процес, затоа што овој процес е најзначајниот процес за нас како држава и не смеат да направат постапки или чекори кои што ќе ги загрозат македонските национални интереси. Во вакви услови како партија сте пред сериозни предизвици, пред се поради фактот што пратеници од вашите редови, истакнати членови високи во раководните структури на ВМРО-ДПМНЕ се во притвор, дел од нив се постојано во суд, против нив се водат судски процеси. Постојано слушаме реакции од вас и од ваши колеги дека сте под силен притисок. Од кого и зашто е тој притисок? Притисокот е јасен, е политички. Јас и на самитот на Центристичката демократска интернационала имав едно обраќање, еден говор во делот на средбата на лидерите, каде што објаснив што му се случува на ВМРО-ДПМНЕ. ВМРО-ДПМНЕ е под директен политички терор. Преку 200 луѓе од партијата се или под истрага, или под обвинение, или се веќе на суд. Во најголем дел од случаите се работи за обвиненија или истраги, или судски процеси кои што се чисто политички мотивирани, без сериозни докази позади себе и паралелно на тоа се врши еден силен притисок и врз судството и врз обвинителството да го прават тоа. Јасно е дека тоа го прави владеачката партија СДСМ и јасно е дека го прави со единствена цел да тоа е главна медиумска тема во Република Македонија, да не се говори за она што го работат и на домашен и на надворешен план, да не се говори за катастрофалните економски резултати или да не се говори за начинот на кој што планираат да го решат проблемот со името, туку да се говори за ВМРО-ДПМНЕ, а дополнително се прави натрешен притисок во ВМРО-ДПМНЕ.
Мислам дека имаат една сериозна грешка, не го познаваат ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН е една партија која што има силна идеологија, има силен фундамент, не е случајна партија, не е партија која што е туку така создадена. Ние сме пред се ВМРО. ВМРО издржало многу работи, ќе го издржи и ова, но оние кои што го прават ова, ќе дојде ден кој ќе треба понесат одговорност за ова што го прават. Верите дека во Будимпешта за ова ги запознавте и вашите колеги од сестринските партии, таму беа присутни, колку што знам, и влијателни членови на влијателни политички партии од Европа. Каков е нивниот став за ова што се случува во Македонија? Па морам да кажам, имајќи предвид дека беше светски собир, значи имаше од сите делови на земјината топка политички лидери, морам да кажам дека најголем дел од нив не се информирани, што само говори за тоа колку владата се обидува оваа тема да експлоатира дома, а воопшто да не излегува надвор. Значи има направено една таква игра и ја искористивме приликата да ги информираме. Најголем дел од нив се згрозени. Например, имаше обраќање лидерот на опозицијата во Венецуела, која ќе го слушате, тој зборуваше пред мене исто како да зборува за Македонија, само треба да ги замените имињата на државите. Така што очигледно се работи за испробан рецепт, кој што е далеко од демократски, кој што е далеко од дозволен во демократско политичко действување, туку во едни тоталитарни и недемократски режими. Се надеваме дека ќе има посилна реакција од меѓународната заедница, затоа што доколку меѓународната заедница молчи, тоа на некој начин може да се свати и како одобрување, а верувам дека никој меѓународната заедница не сака да е дел и учесник во сузбивање на демократските вредности и во прогон на луѓе кои што немаат никаква одговорност. И во вакви услови кај нас некако политиката и, да кажеме, процесот за името, членството во НАТО доминира во јавноста, а некако во втор план е она што ни се случува на економски план, иако работите таму не се баш розови. Но владата сепак се фали со позитивни резултати во делот на странски инвестиции, слушаме и слично. Како гледате на овој состојба? Да, тоа е уште една манипулација која што се случува. Владата се обидува да манипулира преку медиумите и да кажува работи кои што не се вистина. Во таа насока, пред да одговорам во делот на економија, да би сакал само да кажам уште една работа која што ја споменав и на конференцијата на CDI, а тоа е дека практично во Република Македонија во овој момент ни се случува еден силен притисок врз медиумите, кој што на некој начин се случува позади завесата. А тоа значи дека сите оние медиуми кои што се проценува дека не се блиски на владата или имаат политика која што е уредувачка политика која што е поблиска на опозицијата, се под невиден притисок. На дневна основа им се вршат истраги, им се уценуваат новинари, се притискаат истите, како би јас промениле својата уредувачка политика. Оние кои што не сакаат да го направат тоа, завршуваат и на суд, како што можеме да видиме со одредени собственици на одредени медиуми. Тоа е директно удирање врз слободата на говорот и врз слободата на информирање и е нешто за што ВМРО-ДПМН силно протестира и ќе продолжи да протестира. Јасна е намерата да нема критика кон владата, но владата треба да свати дека критиката доаѓа. Луѓето се паметни, гледаат околу себе што се случува, дури и тоа да не излегува на некој медиум, самите знаат, а во услови на социјални мрежи, на Facebook, на Twitter и така натака, веќе ништо не можете да скриете. Така што оваа политика која што ја води во овој момент владата личи на најголеми тоталитарни режими, каде што се обидуваат сите медиуми да се стават во еден калап и да кажуваат само една вистина. Во таа насока беше и обидот за манипулација на владата, на подпредседателот на владата и на министрите од економскиот ресор, дека донесле 8 странски инвестиции во Република Македонија. Вистината е дека донесле 0 странски инвестиции во Република Македонија, затоа што, например, ги спомнуваат Викот Прилеп, која што донесе одлука да стартува во Република Македонија во владата на ВМРО-ДПМН и почна да работи во Прилеп во владата на ВМРО-ДПМН. Истото е со Костал од Охрид, кој што веќе работат во моментов во Охрид. Понатака ја спомнаја Чагатай, која што доаѓа како компанија која што треба да произведува делови за автобусите на Ванхол, кои што со години се произведуваат во индустриската зона, повторно благодарение на политиките на владата на ВМРО-ДПМН и последната која што ја спомнувате Мурат Wiring Systems, која што исто така
донесе одлука во владата на ВМРО ДПМН, ќе произведува кабли за автомобилска индустрија и бела техника. Така што оваа манипулација не поминува, јасно е, знаат луѓето, се сеќаваат. ВМРО ДПМН имаше и добри работи, имаше и грешки. Една од најдобрите работи беше токму привлекувањето на странските инвестиции и тоа е политика што треба да се продолжи, а не да се китат со туѓи перија. Тоа е вака фигуративно да кажеме, како некој земјоделец да каже дека многу заработил оваа година затоа што богат бил родот, а не вложил ништо. А не вложил ништо затоа што некој друг земјоделец претходно ја обработил нивата, ја насадил нивата и само му ја предал кога треба да ја собере. Така и со инвестициите. Значи инвестициите се работеа во еден долг временски период, одлуките беа донесени, нормално сега се реализираат, но тоа не е по заслуга на оваа влада. Напротив, оваа влада брка инвеститори, видовме дека еден веќе замина, а со политиките кои што ги имаат очигледно демотивираат да дојдат и други. Голем број инвеститори кои што сакаат да инвестираат во Македонија сега се во Србија или во Бугарија и тоа не е случајно. Тоа не се прави само од незнаење. Оваа влада ја поддржуваат една серија бизнисмени од она олигархиска структура која што го стекна богатството во 90-тите години, кои што многу малце иновација имаат во себе и кои што многу малце го модернизираат својот производствен процес и единствено функционираат експлоатирајќи ефтината работна сила. Со доаѓањето на странските инвестиции, тие почнаа да губат работници затоа што работниците одлучија да одат во странските директни инвестиции, каде што платите се подобри, далеку се од идеални, но се подобри од оние плати под кои што беа експлоатирани кај дел од овие олигархиски бизнисмени и сега тоа нив не им одговара, затоа што им поскапува работната сила, а за да имаат подобар производ мора да внесат иновации, затоа не се способни и најдобар начин да си ги повратат високите профити кои што ги имаа претходно, е да ги изврткаат странските инвеститори. Тоа е политиката околу која што стои оваа влада, која што е исклучително погубна за Република Македонија и која што ќе е казната на следните избори, но впрочем СДСМ и никогаш не водела различна економска политика, сакате во 90-тите, сакате додека беше на власт од 2002 до 2006, таа е една иста економска политика која што се врти околу 20 на олигарси во Македонија.